Пад на обемот на производство, но и недостиг на стручна работна сила, забележуваат странските инвеститори за годинава. Ова го покажа анкетата од Советот на инвеститори во која 75% од нив изјавиле дека повторно ќе инвестирале во земјава. Најголеми ризици за развојот на компаниите со странски капитал е и правната неизвестност, но и предвидливоста на економската политика. Инвеститорите реагираат и за ефикасноста на јавната администрација, како и на неисполнување на ветувањата дадени од државата. 50% од компаниите кои комуницираат со ТИРС велат дека не виделе подобрување на услугите во периодот од јануари-септември оваа година споредено со претходниот период, или пак 7% од нив сметат дека има назадување во таа соработка. На наоѓање соодветен кадар најголем проблем е инженерски и технички кадар, како што може и да претпоставите, а најлесно е да се најде административен кадар. Причини за недостатокот на овие кадри се одлив на кадар во странство. Анкетата која е спроведена во првата половина од ноември годинава вклучува одговори на 72% од фирмите, кои се лоцирани во и вон тирзовите во сите плански региони од земјава. Тука влегуваат претежно компании од автомобилската индустрија, кои што лани имале 20.700 работници. Оние кои не се сигурни дека ќе реинвестираат, кажале дека најголемите проблеми пред се е несигурната економска и институционална клима и негативната перцепција која е создадена кон странските инвеститори. Освен во Македонија, главни конкурентски локации се Србија, Бугарија и Мароко. Во однос на остварените резултати годинава, над половина од испитаниците или 54% забележале пад на производството. Процентот се движи од 10 до 35%. Тоа според нив било резултат на намалените нарашки од странство. Компаниите се пожалиле дека тешко доаѓале до инженери и технички кадар. Причина велат било одливот на кадарот во странство, како и недоволното искуство и несоодветното стручно образование. На прашањето за државната помош која ја добиваат, вкупно 93% од нив смета дека потребни биле нови финансиски мерки, кои сериозно ќе им помогнат во ублажување на последиците. Умерени се и одговорите за очекувањата на компаниите за догодина. Само 39% од нив очекуваат исти приходи, додека раст од 10 до 30% очекуваат 40%, додека намалување од 10 до 30% прогнозираат 20% од анкетираните компании.